Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Ке се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ве информираме. Еве ги насловите. За околу 275.000 основци и средношколци од денеска почнува новата учебна година. Првиот училишен ден е значаен датум во календарот на сите деца, посебно за најмалите кои првпат во животот ке се сретнат со новата средина. Германија подготвува сеопфатен план за справување со бегалската криза. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубен Кодрулич вчера имаше првата продивка за дуелите со Луксембург и Шпанија. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. За околу 275.000 основци и средношколци од денеска почнува новата 2015-2016 година. Првпат во училишните клупи ке седнати околу 20.000 првачиња. Инаку од вкупниот број ученици во земјата, околу 190.000 се основци и околу 85.000 средношколци. Во Куманово започна навреме и без никакви проблеми учебната година за вкупно 17.000 ученици. Во 16 основни и 5 средни училишта. Во прво оделение има запишано 1183 ученици, но овој број е помал во однос на родените деца таа година. Свечен прием за првачињата денеска се одржа во сите основни училишта, меѓу нив и во централното Браќа Миладиновци. Започна учебната година за 17.000 ученици во општина Куманово, информираат надлежните од општинскиот сектор. Од оваа бројка околу 11.000 се основци, а 6.000 средношколци. Оваа бројка е помала во однос на очекувањата, но се уште се запишуваат деца, особено на родители кои работат сезонски во други региони од државата. Прво оделение имаме запишано 1183 деца досега, мада еве и во овој момент ми јавија некои директори дека се запишуваат уште деца. Таму, према списоците од надлежните служби на деца родени 2009 година, која се запишува сега во прво оделение, недостасуваат уште околу 400 деца кои не се запишани. Причините ќе ги истражуваме во наредните неколку дена и ќе излеземе со поточна информација која е дефинитивната бројка и кои се причините за тоа. Во однос на запишување во средните училишта спрема бројот на завршените 9 оделенци од претходната учебна година, бројката се совпаѓа, меѓутоа недостасуваат дел од ученици од Липковска општина и од Старо Нагоричино кои ги се запишуваат воглавно во средните училишта во Куманово и тука се уште се води борба за упис на одреден број на ученици, за формирање на број на паралелки кои се предвидени со програмата за запишување во прва година. Во сите основни училишта денеска беше организиран свечен прием за првооделенците. И во основното училиште Браќа Миладиновци, кое е централно, денеска се одржа свечен прием за првачињата. Со пригодно културно-уметничка програма првооделенците беа пречекани во училиштето каде ќе се образуваат. Во Браќа Миладиновци запишани се 138 првачиња, што значи дека исто како и минатата година училиштето има најголем број запишани првачиња. А вкупно Браќа Миладиновци ова година запиша 138 првачиња, што значи дека втора година поред сме училиште кој има најголем број на упис на првачиња. И ми е драго што е така, од проста причина затоа што довербата на родителите во самото училиште и во наставниот кадар, значи дека е голема, дека сме успешно училиште, дека работиме онака како што е потреба и на заедницата, ама и на родителите и учениците. На свечениот прием беше промовирано и знамето кој училиштето го доби поради успешното спроведување на проектот за мултиетничка интеграција во образованието, кој го работат заедно со основното училиште Бајрам Шабани. Освен овие две училишта, посериозни интервенции има и во Толи Зордумис и во средното земјоделско училиште Киро Бурнас. Претходно сите технички подготовки се завршени за прием на учениците.
Првиот училишен ден е значаен датум во календарот на сите деца, а посебно за најмалите кои првпат во животот ќе се сретнат со новата средина. И овој 1 септември основните училишта од Крива Паланка ги отворија вратите за своите ученици и им посакаа топло добре дојде, особено на првачињата, како мина почетокот на новата учебна година во Општинско училиште Илинден од следниот прилог. Драги првачиња, Утрово во Кривопаланичкото основно училиште Илинден беше означен официјалниот почеток на новата учебна година 2015-2016. Во училишните клупи во Централното и двете подрачни училишта за прв пат седнаа вкупно 80 првачиња и разбирливо по летниот распуст се вратија основците од останатите класови. Традиционално и оваа учебна година започна со свечен прием на првачињата, на кој им се обратија директорот на установата Оливер Дејановски и градоначалникот на градот Арсенчо Алексовски, посакувајќи им топло добре дојде во образовниот систем. На почетокот на учебната година на учениците сакам да им посакам добро здравје, среќа и напредок во работата, исто и на нивните родители, на нивните баби, стрини кои што нормално го чекаат овој ден. Се надевам дека ова е нивни втор дом и дека ние како добри домаќини добро ќе се покажеме во право вистинско светло, бидејќи навистина во после неколку години инвестиравме, финансиравме, реновиравме како во инфраструктура, така и во наставниот кадар и се надевам дека добро ќе се чувствуваат. Ова учебна година се запишени 80, вкупно 80 првачиња заедно со подрачните училишта. Морам да пофалам дека ова година највеќе првачиња 18 има во село Конопница. Тоа покажува и докажува дека со континуирано финансирање и учество на Министерство за образование, локална самоуправа и нашето училиште во инфраструктуралните активности дојде до еден огромен резултат да имаме 18 нови првачиња во село Конопница. Учениците од пето одделение за првачињата подготвија соодветна приредба со која покажаа дека покрај формалниот дел од образованието во училиштето се учат и многу вештини и се развиваат талентите. овде ќе слушате убави сказни и волшебни приказни разни. Ти ме учиш да бидам горд и вреден човек, училиште мило ке те сакам довек. Една желба имаме сите, срекно да не минуваат дните. По приредбата на сите првачиња им беа поделени подароци од локалната самоуправа, а тие задоволни и среќени за момент заборавија на тремата и возбудата од новата средина која ќе биде нивен втор дом во наредните години. Ветија дека ќе бидат умни и упорни во црпењето на нови знаења, а секако како предизвик за нив го издвоија другарувањето. Мелани, Кажи ни која одделение ќе бидеш ти? пиво, Добро, и дали сакаш да одиш на училиште? да, Што ќе правите тука? ќе учим букви и бројки. Алекс, Добро, кажи ни која одделение ќе бидеш? прво, Кажи ни дали сакаш да дојдеш на училиште, што ќе Да. правиш тука? ќе учим и ќе се дружам. Маја, Која одделение ќе бидеш? јас ќе бидам првача. Добро, кажи ни дали сакаш да одиш на училиште? Што ќе правите тука? Ќе цртаме, ќе боиме, ќе идеме на англиски. Тамара, Која одделение ќе бидеш ти? прво. И дали си возбудена? Дали сакаш да одиш на училиште? Да, ќе боиме, ќе цртаме, ќе одиме на англиски. И првачињата од основното општинско училиште Јоаким Крчовски на првиот училишен ден беа пречекани од страна на вработените и поздравени од директорот, а големо среќно добре дојде им посака и градоначалникот на општина Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, кој им подари скромни подароци од локалната самоуправа за атмосферата од 1 септември во ова училиште во продолжение.
Во училишните клупи во основното општинско училиште Јоаким Крчовски, оваа учебна година седнаа 112 превачиња. Како што информираа одговорните во централниот градски објект и во 9 подрачни училишта лоцирани во руралните средини, годинава има 25 превачиња повеќе од минатата учебна година. Во нашето училиште Јоаким Крчовски оваа година има 112 првачиња, што за 26-27 ученици повеќе за разлика од минатата година. И се разбира на почетокот на учебната година, како секој што ќе посака на своји дечиња, така и јас на моите ученици, бидејќи тие се веќе мои ученици, нели првачиња, им посакувам среќен почеток на нивното образование и многу успех и во образованието и во животот. Првачињата беа дочекани со свечена програма подготвена од повозрасните ученици, а успешно ново поглавје во нивните детства им посака директорот на училиштето Драган Ристовски, кој порача дека заедно со одговорните во континуитет се залагаат за подобри услови. Значи, ова година и ова лето во нашето училиште се изврши реконструкција на 15 училници. Значи, тие училници целосно се опременти, реконструирани и условите за престој и за учење на учениците се веќе прекрасни. Среќено добре дојде на првачињата им посака и првиот човек на градот Арсенчо Алексовски. Општина Крива Паланка и јас како градоначелник, првиот учебен ден на првачињата ги посетуваме и им подаруваме по едни скромни подароци, тачна со некои школски прибори. Еве на сите дечи ги им посакувам успешен почеток на новата учебна година, со успех да го совладаат материјалот кој им предстои. На наставниците, како што реков, им го даваме она што ни е највредно, тоа се нашите деца, да внимаваат да го вложат својот труд, се со цел од нив да направиме добри граѓани на нашата општина и на нашата држава. Од година во година, секоја година се подобри се условите, вложуваме и ние како општина и Министерството за образование, вложуваме да се подобрат условите во сите образовни институции, и во основните, и во средното училиште, во гимназијата. Сметам дека условите се подобри и подобри. Насмевки, љубопитни погледи и помалку збунетост зрачеа од идните ученици, кои ни рекоа дека очекуваат да научат многу нови нешта. Јас ќе појдам во прво оделение. Добро, кажи ни дали ти се оди на училиште, што ќе правите тука? Да, ќе учиме. Да, ја. Кое оделение ќе бидеш? Палаци. И што ќе правите тука, што ќе учите? Ќе учиме. Трета. Кое оделение ќе бидеш? Прво. И дали сакаш да одиш на училиште? Да, сакам. Што ќе правите тука? Ќе се играме. А ќе учите? Ќе учиме. Теодор. Јас ќе бидам прво оделение. Добре, кажи ни дали сакаш да одиш на училиште? Што ќе Да. правите тука? Да. Што ќе правите тука? Ќе пишуваме. Кажи ни кое оделение ќе бидеш? Прво. И дали ти се оди на училиште? Да. Како го помина овој ден? Што правевте тука? Имаше пријател. Дали ти се оди на училиште? Да. И што ќе правите тука? Ќе учиме азбуката. И дали ти се оди на училиште? Да. Дали си подготвена, дали имаш ранец, прибор? Имам ранец, прибор имам. Во новата учебна година во општина Старо Нагоричане се запишале поголем број на првооделенчиња, информираат надлежните од трите училишта од оваа општина. Во новата учебна 2015-2016 година во трите училишта на општина Старо Нагоричане се запишале поголем број на првачиња во однос на минатата година. Информацијата ја потврдија директорките на училиштата. Во Христијан Карпош во село Младо Нагоричане во новата учебна година се запишале 14 ученици, од кои 13 во Централното училиште во Младо Нагоричане, а едно учениче во село Бајловце. Како што изјави денеска директорката на училиштето Марија Додевска, годинава е
зголемена бројката во однос на лани кога биле запишани само 12 првачиња. Во оваа училиште настава следат 157 ученици во централното, но и во 4 подрачни училишта, кои се лоцирани на поодалечените места во оваа општина. Во основното училиште Светозар Марковиќ годинава запишани се 9 првачиња. Директорката на училиштето Даниела Станковска изјави дека лани биле запишани 7 ученици во прво оделение. Вкупно во оваа училиште лоцирано во селото Старо Нагоричане настава следат 94 ученици. Во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во село Драгоманце годинава се запишале 10 ученика во прво оделение. Ова е голем успех за нас. Лани имаше само 4 ученика запишани во прво оделение. Во нашето училиште настава следат 87 ученици, изјави денеска директорката на училиштето Стојка Спасовска. Средношколците и оваа година ќе полагаат државна матура според стариот модел. За септември 2016 година се одложени измените на Законот за високо образование. Средношколците и оваа година ќе полагаат државна матура според стариот модел, а за септември 2016 година се одложени измените на Законот за високо образование. Во меѓувреме ќе направиме се што е во наша моќ за да бидат вклучени сите засегнати страни на кои што се однесува законот и во заеднички консултации да се дојде до најдобрите можни решенија, некаде до септември 2016 година, најави вчера при посетата на Дојран премиерот Груевски. И со оваа изјава на претседателот на владата уште еднаш се потврдија заложбите на владата и Министерството за образование и наука за креирање на диалог со нови инволвирани страни во образовниот процес, а во насока на креирање на заеднички решенија во областа на реформи во средното и високото образование, кои ќе бидат квалитетни и издржани. Представниците од образованието сметаат дека со одлагањето на примената на новините во овие закони се става доволно простор за сите представници од образованието, како и на учениците и студентите, со активно учество и диалог да придонесат за изнаоѓање на најдобри решенија во оваа област, за која едногласни се размислувањата дека се потребни реформи. И токму затоа, велат вработените во образованието, е потребно преку понудениот диалог, а не преку политизирање на овие реформи, заеднички да се дојде до најдобрите решенија. Представата Аудиенција на новиот проект на Кумановскиот театар, чија премиерна изведба е вечер во 20 часот на малата сцена во театарот. Оваа представа е работена по текстот на чешкиот автор Вацлав Хавел, режирана и адаптирана од кумановскиот актер Мирослав Петковиќ, прво негово режисерско остварување. Жанровски представата е сместена во реалистична драма на абсурдот, која ќе ја доловат двајцата актери, искусниот Горан Илиќ и младиот студент Чедомир Митевски. На малата сцена во театарот во Куманово премиерно на 1 и 2 септември ќе биде одиграна представата Аудиенција на чешкиот автор Вацлав Хавел. Представата е правена во 2013 година и играна е во клубови кафулиња, пошто актерот Мирослав Петковиќ, кој го режирал проектот, решава заедно со актирите Горан Илиќ и Чедомир Митевски да ја адаптираат представата за во театар, со цел на едно место ова занимливо театарско парче да ги собере љубителите на оваа уметност. На голема жалост на општеството, овој текст повторно се наметнува и тој период на прашка пролет, кога сите интелектуалци биле малтретирани на интелигентен начин, повторно се повторува и циркулира низ времето. Значи, никаде не може да се најде вентил за да тоа време си замине. Сакам само да кажем дека представата е правена во 2013 година и сакам да кажем дека ми е многу драго што театарот и се најде на представата и представата му се најде на театарот. И посебно ми е драго што еве новата сезона 2015 почнува баш со оваа представа. Актерот Горан Илиќ истакна дека е тешко да се сработи представа што е надвор од средства што Министерството за култура ги издвојува на годишно ниво, но од друга страна на актерите местото им е во театарот, да творат. И потребно е да се искористи секоја можност и да се понуди нешто повеќе што ќе го подигне рейтингот на театарот и ќе ја донесе публиката во салата. Токму тоа го направивме со Аудиенција, рече тој. Знаете како, доаѓаш во контакт со млади луѓе кои имаат нови филозофии, нови погледи на живот. И јас реков, зошто не? Мислам, јас ке им кажам нешто од тоа што е искуство, а тие мене ке ми дадат една енергија. И така
така и се случи и мислам дека направивме добар продукт. Овој продукт го донесовме тука во театар едноставно за да му помогнеме на театарот, бидејќи представата ја игравме по кафичи. Игравме во Куманово, во Скопје, а сега мислам дека добра можност е овде да се одигра на оваа сцена и се надевам дека сега во најава можам да ви кажам дека ќе работам и други представи. Ја почнаме представата, се беше едно прекрасно патување, полно со искуство, полно со нови идеи, со како всушност треба да се движи театарот во еден правец. Тоа никогаш нема да го заборавам. Ова е сепак мојата така прва представа која ми остави многу голем впечаток и многу трауми. Да. Илиќ најави дека во иднина ќе следат уште неколку вакви слични проекти вон програмската шема на театрот, потенцирајќи го потенцијалот на младиот актерски тим кој ќе биде искористен, а тоа би донело многу повеќе публика, особено млади лица желни за театар. Инаку Кумановскиот театар со оваа представа воедно го отвара вториот дел од театарската сезона за 2015 година. Според најновиот оглас објавен од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост, на земјоделците од општините Крива Паланка и Ранковце на располагање им стојат 43 хектари државно земјиште. Земјоделците од Крива Паланка и Ранковце до 29 септември можат да аплицираат како физички лица за закуп на државно земјиште до 3 хектари. Тие можат да поднесат барање за закуп во трајање од 15 до 70 години, зависно од активноста и од земјоделската култура која ќе се одгледува на земјиштето, информира Владко Ристовски, советник во стручната канцеларија на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството од Крива Паланка. Ристовски додаде дека почетната цена по хектар се утврдува во зависност од местоположбата и од катастарската класа на парцелата. Изнесува од 5 до 25 евра, а увид во податоците за секоја површина може да се направи на официјалната страница на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но и во подрачната единица во Крива Паланка. Со ова се исполни уште едно од ветувањата на премиерот Никола Груевски со кое ќе се овозможи намалување на невработеноста во двете општини, со тоа што голем број индивидуални земјоделци ќе може да добијат земјиште и да се самовработат. А земјоделците кои живеат во близина на локациите кои се даваат под наем, ќе имаат приоритет за добивање на земјиште. За сите услови за аплицирање заинтересираните може да се обратат во стручната канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Крива Паланка секој работен ден, како и во канцеларијата во Ранковце секој вторник, појасни Ристовски. На територијата на Крива Паланка и Ранковци има регистрирано 1500 земјоделци. Критериуми врз основа на кои ќе се избира најповолен понудувач се оддалеченоста на местото на живење, понудена годишна закупнина по хектар и правниот статус на понудувачот. Образецот за учество на јавниот оглас може да се подигне во Министерството за земјоделство, подрачните единици и од веб страницата на Министерството. Понудите се доставуваат до Генерален секретаријат на владата на Република Македонија, заклучно со 29 септември 2015 година. 8 интервенции регистрира територијалната противпожарна единица од Куманово од текот на вчерашниот ден. Најчесто гореле сува трева и стрниште, но регистриран и пожар во Лукаре, како и пожари во централното градско подрачје. Кумановските пожарникари вчера интервенирале 8 пати, информираа денеска од регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Сува трева и стрниште гореле во урбена средина на улиците Бајрам Шабани и Напчински пат. Воедно пожарникарите интервенирале на опожарена сува трева и стрниште во селата Четирце и Горно Којнаре, како и во атарот на селата Орашац и Трумеѓа, каде што покрај стрниште горела ислама. Пожарникарите вчера половина час интервенирале и на запалена подрумска просторија во напуштена куќа лоцирана на булеварот Трета македонска ударна бригада. На улицата Ѓуро Пуцар околу Пладне горел електричен столб бандера кој е изгаснат во 12 часот и 55 минути. Кумановските пожарникари интервенирале и на пожар во Липковското село Лукаре. Инаку според информациите кои ги пренесува регионалниот центар за управување со кризи, кај нив представници од подружницата на Македонски шуми ги информирале дека пожарот бил регистриран во недела околу 20:30 часот, но дека се случил на непристапен терен. Овој пожар го следат вработени од подрачната единица на Македонски
шуми Куманово, кои денеска информираа дека тој е локализиран. Во околината на пожарот во Лукара немало загрозени објекти. Првичната проценка дека било опожарено 2 до 3 хектари дабова и букова шума со однапред исечени гранки. Од територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричани информираа дека интервенирале на 2 пожари вчера во Никулјане и во Четирце. Командирот на територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане Оливер Стојмановски информираше дека покрај Сува Трева и Стрниште на овие две подрачја горела и дабова шума. Двете интервенции се на приватни имоти. Пратениците имаат обврска кои сами ја побарале, за која сами се кандидирале, да бидат присутни овде во собранието, да дискутираат, да прашуваат, да одлучуваат. Секоја друга постапка, секој бојкот уцена деструктивно однесување, секоја блокада води единствено на штета на државата и на низините граѓани, изјави на пресконференција координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Тој го поздрави враќањето на опозицијата во парламентот, но потенцира дека оправдување за неработа, за незаинтересираност, за неодговорност нема и не е возможно да има. Но посочи, секоја партија и секој поединец пратеник одлучува за себе и треба да е спремен да ја понесе одговорноста. За неа ќе одлучуваат граѓаните за само 8 месеци, изјави координаторот на пратеничката група. Додека пратениците од СДСМ не работеа, истакна Димовски, во собранието се донесоа низа значајни закони и одлуки кои се од директен интерес на граѓаните. Нема да дозволиме собранието да биде орган кој ќе се занимава само и единствено со интересите на СДСМ или која било друга политичка партија. Нивните пратеници имаат обврска да бидат овде да ја одработуваат својата плата, а не да бидат дел од сценарио за заштита на кариерата на одамна пропаднати политичари, рече Димовски. Додаде дека пратениците се избрани врз база на волјата и одлуката на мнозинството граѓани и оти тие имаат намера да работат на исполнување на програмата за која се избрани и во интерес на граѓаните. Одговарајќи на новинарско прашање, рече дека пратениците од СДСМ јавно барале оставка, а тајно барале да не им се прифатат поднесените оставки. Пратениците од ВМРО ДПМН и од целата нивна коалиција за подобра Македонија, но и останатите пратеници од ДУИ, ДПА и независните пратеници во изминатата година имаа интензивна и плодна работа. Се што ние постапивме како пратеничка група и што ќе постапиме во иднина, било врзано со нашата намера и жилба Република Македонија да биде стабилна демократија и држава во која што концентрација на енергијата на политичките партии нема да бидат политичките манипулации, подметувања и игри, туку ќе се концентрираме на стотици проекти, на економскиот развој, подобрување на животните и екзистенцијалните услови, подобрување на инфраструктурата, изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Запрашан за носење на закон за специјален обвинител, Димовски рече дека ВМРО ДПМН е подготвена да носи одлуки кои се во согласно со уставот на Македонија. Ние не се плашиме од работа на идниот специјален обвинител, но мислам дека во оваа држава има многу други луѓе кои ги видовме на дело, кои треба да се плашат од постапување на институциите. Пратениците се спремни да носат одлуки согласно уставот, изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Димовски, како и неколку други пратеници, посочија на низа закони кои се донесоа во изминатиот период, а кои се во полза на граѓаните. Донесени се над 370 закони, но потенцирам дека голем дел од тие закони се усогласувања со законите за прекршоци и управна постапка, рече тој. Ги нагласи законите за прекршоци, за социјална заштита, проектот Македонија вработува, за вработување и осигурување во случај на невработеност, за трансформација на работниот однос со законот за гаранција со кој Македонија набави нови современи возови после 35 години, закон за детска заштита, за здравствена заштита, направена е реконструкција на многу патишта и друго. Германија подготвува сеопфатен план за справување со бегалска криза. 6 лица загинаа во самоубиствен бомбашки напад во Пакистан. Обама предупреди на воена операција против Иран. Вести од светот. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека Германија планира на 24 септември да објави сеопфатен пакет за справување на нацијата со растечката бегалска криза. Германија очекува да прими 800.000 баратели на азил годинава, 4 пати повеќе во однос на минатата година и повеќе од која било земја на Европската унија. Меркел ги повика другите членки на Европската унија да го прифатат нивниот дел од барателите на азил. Таа рече дека на Италија мора да и биде понудена помош од другите земји на Европската унија
унија, бидејќи има прифатено голем број мигранти кои пристигнуваат преку Средоземното море. Меркел ги критикуваше земјите кои ги одбиваат мигрантите од муслиманските земји, вклучително Словачка, велејќи: ако почнеме да велиме јас не сакам муслимани, тоа не може да биде добро. Таа додаде дека бегалската криза е тестирање на основните идеали на универзалните права во срцето на Европската унија. Ако Европа падне на прашањето на бегалците, ако оваа врска со универзалните човекови права е скршена, тогаш нема да биде Европа која ја посакуваме, рече Меркел. Најмалку 6 лица се убиени, а 35 се повредени во напад на бомбаш самоубиец пред канцеларијата на локалните власти во градот Джамрут, во северозападниот дел на Пакистан, во близина на границата со Авганистан. Представникот на племенските власти на областа изјавил дека најмалку 6 лица се убиени, откако напаѓач активирал експлозив пред влезот на зградата, а меѓу загинатите се 4 полицајци. Според локалните медиуми станува збор за напад врз седиштето на локалната полиција и дека цел на нападот било возило во кое се наоѓал командирот на локалната полиција, кој е и повреден. Джамрут се наоѓа на 25 километри северозападно од Пешавар. Засега никој не презема одговорност за нападот. Доколку Конгресот на Соединетите Американски држави го отфрли договорот помеѓу 6 сили и Иран, тоа би можело да значи дека последната варијанта за действување е воена операција, изјави американскиот претседател Барак Обама во интервју за списанието Forward. При тоа таквата ситуација може да се случи не за време на мојата, туку во текот на следната администрација, истакна Обама, додавајќи дека тој фактор треба да се земе предвид при дискусијата за договорот во Конгресот. Според американскиот претседател, доколку САД го отфрла договорот, не треба да се очекува дека кинезите, русите, индиците или јапонците ќе се согласат да ги остават активните санкции против Иран. Обама нагласи дека тој и меѓународната заедница сметаат оти договорот е корисен и не се согласува со оние што се против него. Во интервјуто, Обама категорично ги отфрли обвинувањата против него за антисемитизам, откако Израел упати остри критики за договорот со Техеран. Американскиот претседател изрази загриженост поради нападите врз евреите кои го поддржуваат документот со Техеран. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубинко Друловиќ вчера имаше првата прозивка за дуелите со Луксембург и Шпанија. Македонските фудбалери почнаа да се собираат на подготовките за квалификацијските дуели со Луксембург и Шпанија. Главниот фокус репрезентативците ќе го имаат на Луксембург, од кој треба да се земе целиот плен, откако ќе помине тој дуел, ќе почне да се размислува за Шпанија. Во Луксембург треба да одиграме на резултати, да покажеме дека ние сме подобрата репрезентација. Потоа ни доаѓа Шпанија и сите знаеме за каква селекција станува збор. Се надевам дека нема да имаме проблем со повреди и ќе ги имам сите фудбалери на располагање, изјави селекторот Друловиќ. Македонија на 5 септември му гостува на Луксембург, а на 8 ја пречекуваме селекцијата на Шпанија. По 3-неделна турнеја низ Европа, кошаркарската репрезентација се врати во Македонија. По низата од 3 победи на стартот од подготовките следуваше серија од 5 последовни порази на контролните мечеви против Литванија, Турција, Шпанија и Летонија. Сепак и покрај лошите резултати во вториот дел од подготвителниот период, селекторот Маријан Србиновски и стручниот штаб повеќе се загрижени од повредите на Бојан Трајковски, Ричард Хендрикс и Марко Симоновски. Трајковски има фрактура на носот, но се очекува да настапи на европскиот шампионат. Хендрикс се жали на болки во подколеницата, додека Симоновски има истегнат мускул. Последните неколку дена репрезентативците ќе тренираат во Скопје, а веќе в четврток се заминува за Загреб, каде не очекува настап на европското првенство. Младите верни на фудбалската традиција годинава ќе треба да го обелат спортскиот образ на општина Крива Паланка. Додека поискусните своите вештини ги усовршуваат во другите клубови, фудбалската чест на Крива Паланка и следната надпреварувачка кампања ќе ја бранат младите надежи од локалниот премиер. И додека траеше распустот, 41 дечиња 3 пати во седмицата вредно тренира во пресрет на настапите во регионалната фудбалска лига. Првиот човек на клубот ги пофали за залагањата и им посака успех. Ние ќе учествуваме со пионери 2000-2001 и помлади пионери 2001 па нагоре. Па подготовките течат одлично, имаме 3 пати неделно тренинзи, извлечените се паровите за наредната сезона. Прво гостуваме во Куманово,
дечките се расположени. Прв надпревар е на купот на 2 или 3 септември, ќе видиме, овде играме со Кочани, а првенството започнува 12 или 13 септември како гости во Куманово. И младите фудбалери се надеваат дека ќе ги оправдаат очекувањата како во лигата, така и во куп надпреварувањето. Собирате искуство или можеби и да се замешате меѓу подобрите? Да собереме пред се искуство. Како интересно или напорно? Интерес? Барате многу? Не. Не е тешко, значи? Да, не е тешко. Има ли квалитетни соиграчи? Да. Заедно со настапите на младите надежи можеме да се пофалиме и со друго надпреварување. Љубителите на спортот и оваа сезона ќе можат да навиваат за својот миленик во меѓуопштинската фудбалска лига. Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид ги договориле сите детали за трансфер на Де Хеа во Мадрид, но според информациите документите не пристигнале навреме во седиштето на шпанската Ла Лига. Наводно документите на Де Хеа пристигнале 28 минути по истекот на природниот рок, а поради строгите правила неговиот трансфер пропаднал, објави Sky Sports. Манчестер се согласил да го продаде голманот за 30 милиони фунти, но сепак од тоа нема да има ништо, барем не засега. Според информациите, овој случај сега ќе го решаваат УЕФА и ФИФА, кои ќе ги прегледаат сите документи и ќе одлучат дали Де Хеа е нов играч на Реал Мадрид или не. Италијанскиот фудбалски клуб Интер во последните моменти од природниот рок ангажираше тројца фудбалери. Желбата на тренерот на Интер му се исполни. Роберто Манчини доби 9 нови засилувања, онолку колку што бараше. По Миранда, Кондогбија, Монтоја, Мурилјо, Перишич и Оветич следната сезона дресот на Интер ќе го носат Адем Љајич од Рома, Фелипе Мело и Алекс Талес од Галатасарај. Фелипе Мело, кој игра на позицијата дефанзивен играч за врска, е купен за 3,5 милиони евра. Адем Љајич, кој е крилен напаѓач, доаѓа на позајмица со можност за откуп на договорот за 9 милиони евра. Слично како и левиот бек од Галатасарај Алекс Телес, кој доколку задоволи по едногодишната позајмица ќе биде откупен за 10,5 милиони евра. Напаѓачот на Манчестер Юнајтед Хавиер Ернандес Чичарито кариерата ќе ја продолжи во Бундеслигата. Мексиканецот кој последните 6 месеци од минатата сезона ги мина како позајмен од Манчестер Юнајтед во Реал Мадрид, кариерата ќе ја продолжи во Баер Леверкузен. Според информациите, вредноста на трансферот е 10 милиони евра, а договорот е до 30 јуни 2018 година. Чичарито во Баер Леверкузен ќе го носи дресот со бројот 7. Времето денеска во Македонија сончево и топло со мала облачност во планинските региони со слаб ветер од југоисточен правец. Тоа беше се за третиот дневник. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.